Минатово лето речиси 2 месеца граѓани го креваа гласот против изградба на 2 мали хидроцентрали на реката Дошница на планината Кожув. Се соочуваме со некои лични интереси на луѓе, на поединци, кои што сакаат да ни ја стават во цевка една од најчистите реки во Македонија. На македонското оро се фати дури и светски познатата екоактивистка од Шведска, Грета Тунберг. All these struggles are connected. That's why it's self-evident for me to come and support every single local fight, whether it is for this river or for a river in Sweden. Но не само поради малите хидроцентрали. Реките во Македонија се во опасност и од нелегалниот ископ на песок и чакал, зашто во повеќе наврати известуваше 360 степени. Сите се против песоко, што се краде, значи не се уредува речното корито. Сега има некаде однесено околу 300 камиони. Неретко природниот тек на реките е попречен и од објекти од непознато потекло и употреба. Овие објекти не се впишани ниту во катастар, немаат собственик, не се легални, не постојат, не може да најдете никаква документација за нив. Што прави Македонија за заштита на своите недопрени реки, како дел од последното такво подрачје во Европа, Балканскиот полуостров? Маркова река тече по падините на Мокра планина и поминува покрај познатиот Марков манастир во општина Студеничани. На неа веќе има 3 функционални мали хидроцентрали. Таму отидовме со Ѓорѓи Митревски од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, за да видиме каква е состојбата на теренот по изградбата на хидроцентралите. Малце по-лево, па што гледаш какви одрони има, може да ти падне тркало. Митревски е екоактивист кој со години ја следи оваа проблематика. Често го поминувал овој пат кој, благо кажано, е предизвикувачки за возење дури и со теренско возило. Секоја мала хидроцентрала има по 2 објекти. Еден е подолу и во него се произведува струја, а другиот неколку километри погоре, каде се зафаќа речната вода која го врти генераторот. Го одминавме објектот за производство од првата хидроцентрала и се упативме кон вториот објект за зафаќање на водата. Гледаш, обично ова речно корито е празно, ама сега има многу вода. Сега ради дождови, веројатно. Дождови, снегови, се топат, гледа горе има и на Караџица има снег. Набрзо наидовме на знаци што предупредуваат на опасност. Се појавија остатоци од одрони и големи свлечишта. Пат кој што е специјално отворен за таа намена, тоа што значи? Тоа значи пробивање на пат, сеча на шума, девастацијата на теренот е очигледна, можеме да видиме ерозија која што завршува директно во речното корито. Ова е потполна целосна промена на релјефот, онаков како што до неодамна бил на Маркова река. Продолживме по патот на кој се свлекле карпи, но успеавме да се пробиеме и да стигнеме до објектот. Во моментов во Македонија има 98 оперативни мали хидроцентрали, 30 се во изградба или со дозволи за изградба и уште најмалку 50 планирани. Тоа значи девастација на природното богатство, тоа значи повеќе од 80 уништени реки, значи изградба на пристапни патишта, значи ерозија во речното корито, отворање на патишта за дивата сеча на дрва и нормално комплетно нарушување на геоморфологијата на пределот. Митревски вели дека малите хидроцентрали имаат особено негативно влијание врз рибите и останатиот жив свет поврзан со реките. Знаете дека пастрмката и рибата се мрести во горниот тек на реките, со вакво пресечување на сечење на речното корито, значи испрекинување на речното корито, видовите не можат да мигрираат во горните текови каде што треба да се мрестат. Како резултат на тоа имаме драстично опаѓање или исчезнување на популациите на риби и другите акватични видови и нормално и на видовите кои што се зависни од нив, како видрата, например, и така натаму. Според него, ваква пракса на изградба на неколку хидроцентрали по течението на иста река има на повеќе места низ Македонија. Малите хидроцентрали државата ги поддржува со она што се нарекува фидин или фиксни тарифи. Тоа значи дека на инвеститорот му се гарантира откуп на електричната енергија по загарантирана цена без да биде изложен на пазарните услови. Ваквата мерка значи стимулирање на инвеститорите за изградба на мали хидроцентрали. Вообичаено во Европа овие мерки
се воспоставени за некои нови технологии на обновливи извори на енергија, за да ги стимулираат инвеститорите да вложуваат во нови технологии кои што се скапи по својата суштина. Малите хидроцентрали воопшто не се нова технологија. Со последиците што ги предизвикуваат малите хидроцентрали, браните за вештачки акумулации и други препреки на речните текови, не се соочува само Македонија. Црвеното знамен се го крева и извештајот Хидроморфолошка состојба на Балканските реки 2025, нарачан од организациите Euronatор и Riverwatch во рамки на кампањата Спаси го синото срце на Европа. Според извештајот што ја анализира состојбата на реките во 11 земји, има пораст на бројот на сериозно изменети речни делници и намалување на бројот на реки што останале недопрени. Анализата покажала дека процентот на речиси природни реки на Балканскиот полуостров се намалил од 30 во 2012 на 23% во 2025 година, што е загуба од 2450 километри до тогаш недопрени реки. За Македонија пишува дека 47% од реките се речиси недопрени, а 3% се силно изменети. Планинските речни текови кои се уште се во релативно висока еколошка состојба, претрпуваат силни измени во одредени делови, како што е случајот со големите брани на Црна река, браната Тиквеш и на Треска, браната Козјак. На европскиот континент единствениот регион каде што се уште има чисти, недопрени од човекот реки во својата природна состојба се токму земјите на Балканскиот полуостров и вклучително и Македонија. Но таа состојба рапидно се менува. Ако пред 15 на години имавме многу поголем процент на реките во природна состојба, денеска еве имаме речиси 100 мали хидроцентрали. Веќе е познато дека Македонија е богата со водни ресурси, но реките не треба само да се искористуваат, туку и да се заштитат. Идејата за нивна реставрација кај нас е само во зачеток, но веќе има светли примери. На десетина километри од Куманово е селото Шупли Камен. Во негова близина е течението на реката Пчиња, во чие корито до неодамна ја имаше оваа бетонска препрека. Тоа е една од локациите на кои токму Центарот Екосвест почнал со реализација на проектот Ослободување на реките. Истражувале колку и какви препреки има по течението на Пчиња. Дошле до бројка од вкупно 45. Прибрале податоци за влијанието на секоја од нив врз животинскиот и растителниот свет, социолошкиот и правниот аспект, како и врз хидролошката состојба. Стигнавме до топ 2 бариери кои доколку ги отстраниме, ќе имаме најголем ефект за ослободување на најголем број на километри на реката Пчиња и најголем ефект за подобрување на еколошкиот статус. Двете бариери, едната на Крива река, тоа е последната каскада беше на Крива река, број 33 ја крстивме, и Пчиња 2, а тоа е ова локација овде каде што сме сега. Бетонската бариера на Пчиња била долга 50, а широка 30 метри. Точни податоци за староста, изградбата и намената на објектот не се пронајдени, но се верува дека некогаш служел за воени цели. Со текот на времето се руинирал и изгубил функција. Екоактивистите долго време собирале мислење од надлежните државни и локални институции со кои соработувале и тргнале во акција. По случајот со Шупли Камен, кој навистина беше голем зафат, направивме целосна техничка документација, сите елаборати, сите проценки и анализи се направени, вклучително и анализите на квалитетот на водата и седиментот. И работевме со хидролози, геолози, направен е геодетски елаборат со цел да се утврди начинот на отстранување, бидејќи и тука има посебности. Отстранувањето со динамит ќе било штетно за околината, па се решиле за ангажирање градежна компанија за отстранување дел по дел. Работите траеле околу 2 месеца, од 12 октомври до 15 декември минатата година. Сега водата има слободен тек, без препреки, во должина од околу 72 километри, вклучувајќи Пчиња и нејзините притоки. Локацијата ја посетивме со извршната директорка на Екосвест Ана Чоловиќ-Лешовска. Таа вели дека сега се подобрува квалитетот на водата, бидејќи имало показатели на загадување поради отпадот што се собирал на препреката и застојот на водотекот.
самото ослободување на голем речен тек значи дека веќе живеалиштето на рибите, имаме 4 специфични видови на риби во Пчиња, дел од нив се бентосни, значи го користат дното на реката и не можат да мигрираат доколку има препреки. Но сега со ослободување на голем тек тие можат слободно да се, тоа значи нивното генетско здравје ќе се подобри. Претходно во август минатата година била отстранета и бетонска препрека на неголемата притока на Пчиња, Крива река. Според Екосвест, порано таа имала функција да го успори текот на реката, но низ годините се уништила и пропаднала на дното, правејќи непотребна бариера која ги блокирала речните седименти и го влошувала еколошкиот статус на реката. Чолович Лешоска вели дека има изолирани примери каде државата се погрижила за заштита на природниот тек на реките, но потребен е системски пристап. За жал би кажала дека причината зашто нашите реки се, да кажам, удрени од повеќе места, од ископот на чакал и песок од хидроелектраните и така натаму, е заради тоа што немаме планови за управување со речните сливови. Кога ќе имаме планови за управување со речните сливови, значи дека во секој сегмент на реката ние знаеме кој е еколошкиот статус, што може и што не може да се прави на тоа место. Во секторот за води при Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека се задоволни што извештајот на Euronatur и Riverwatch покажува дека половина од реките во Македонија се речиси недопрени. Сепак, раководителот Илбер Мирта смета дека тоа не значи дека состојбата на речните екосистеми е добра. И според извештајот трендот оди во погрешна насока, значи не сме многу активни во таа насока. Мирта додава дека има законски оправдани потреби поради кои се интервенира во речните корита, како на пример за водоводи, наводнување, производство на електрична енергија. Ние такви активности дозволуваме нормално со согласно нивната техничка документација, нивните еколошки елаборати кои што кажуваат дека со овие активности може да се наруши или не може да се наруши позитивни мислења од другите институции и нормално се во рамките на дозволеното. Целата операција за отстранување на бетонската препрека на Пчиња чинела околу 50.000 евра обезбедени од донатори и околу 2 години институционална битка. Проектот покажува и дека може и дека треба реките да се ослободат од човековото влијание, особено откако завршиле причините за нивната експлоатација, независно колку биле оправдани.